девојки. 71.000 луѓе останале без покрив над главата. Над 30.000 избегале во околните и во прекуокеанските земји, а биле убиени 9.000 мажи, жени и деца. Задушувањето на Илинденското востание, сите надежи на македонците згаснале. Единствениот зрак над македонската страдална земја по востанието беше младотурската револуција во 1908 година, која никна и се разгоре токму на македонско тло. На 3 јули 1908 година Нијази Бек, командант на турскиот гарнизон во Ресен, се сврте против големата порта. Бараа подеднакви права за сите поданици во империјата. Бунтовниците многу бргу ги контролираа Преспанско, Охридско, Струшко, Дебарско. Јане Сандански организира митинзи во Мелник и во Неврокоп. На 17 јули тој свечено бил пречекан во Солун, а оттаму упатил манифест до сите народности на Османската империја, во кој го повикува и христијанското население во борбата против султанскиот апсолутизам. На 12 јули бунтовниците ја освоија Битола, ослободувајќи ги политичките затвореници. Утредента во Солун 30.000 луѓе демонстрираа, а затворите во кои најголемиот број беа македонци се отворија. Единиците што Цариград ги испрати за да го задушат востанието, му откажуваат послушност на султанот. Нивниот командант е убиен во Битола. По ултиматум на младотурците, султанот Абдул Хамид II на 24 јули го враќа на сила суспендираниот устав од 1876 година, со кој се даваат исти права за сите турски поданици, без разлика на верата и на нацијата. Младотурците пропагираат збратимување меѓу сите поданици под лозунгот Јашасан Хуриет, Адалет, Музавет. Паролата за слобода и еднаквост меѓу сите граѓани влијаеше револуцијата да биде прифатена со симпатии. Четите кои се движеле по планините се спуштале во градовите и учествувале на јавните собири. Ширум Македонија се поддржуваа младотурците и се осудуваше апсолутистичкиот режим. Серчани се братимеа со младотурците, но војводата Апостол или Джавардарското сонце се противеше. Од Солун ги праќаат Иван Тенчев, раководител на Солунскиот револуционерен округ, и офицерот Кемал, подоцна Ататурк, да го бараат поени джевардарските мочулишта. По 3-дневни скитања го пронашле и го убедиле. Во градот бевме срдечно пречекани. На одличен турски јазик говор држеше архиерејот Давид Ноков, кој предводеше група скопјани кумановци тргнати за Солун да ја слават победата на Хуриетот. Свештеникот Ноков дури се разболе од радост, а ние цела седмица пиевме и јадевме се на турска сметка и потоа се легализиравме. Во јули 1908 година офицерите Енвербек и Нијазибек го објавија Хуриетот. Хуриет значеше слободен живот за сите националности. И хорот почна да пее Хуриет марш. Радост, бакнежи, преградки и веселби. Хуриет, ватан кардашлари. Се редеа говори. Секогаш почнуваа со сакани со татковинци, а завршуваа со да живее татковината, да живее народот, да живеат татковинските браќа, да живее Енвербек, да живее Нијазибек. По секое провикување, ракоплескање и тапани, свирки, пак бакнежи, пак преградки, пак веселба, пак пиење и пак народ.
И така деноноќно. Се организираа весели возови. Со таков воз бевме во Солун. Таму чувме прекрасен говор на турски јазик од свештеникот Давид Ноков од Велес, на кој и бугари, и турци, и евреи, и грци му ракоплескаа и викаа "Браво, попе!" Тапаните, свирките станаа нешто вообичаено. Се редеа бајраци, се уредуваа клубови. Братимењето на младотурците со македонските востаници и наметнувањето на Сандански за лидер на македонското ослободително движење ги реметеше плановите на соседите за поделба на Македонија. Грчкиот конзул во Серес, Антонио Санктурис, предупредил за последиците од разрешувањето на аграрното прашање во врска со грчките претензии кон Македонија. Влијанието на Сандански е сериозно зголемено. Македонците го сватиле како нешто сосема реално големиот и пеколен план на аграрното прашање, чиј успех за нив ќе биде вистинска победа, а за нас конечен пораз. Македонците му дале на аграрното прашање во Македонија национален карактер. Ако војна или согласност на европските сили не го реши македонското прашање во наша полза, ќе загубиме Македонија. Во мај 1908-та, Серскиот, Струмичкиот и Солунскиот округ се обединиле во Македонско-Одринска револуционерна организација МОРО. Во Хуриетот, одвоена организација, таа станува легална политичка партија, Народна федеративна партија, во која биле и Сандански и Чернопеев. Начело на Централното биро бил Димитар Влахов, пратеник во Османскиот парламент. Подоцна, за време на Втората светска војна, македонски представник на второто заседание на АВНОј и подпредседател на АСНОМ. Петар Попарсов пак, кандидат за пратеник во Османскиот парламент од истата партија, покренал иницијатива за отворање висока педагошка школа во Скопје со статус на државен факултет. Бугарскиот екзарх Јосиф I во македонската надеж видел опасност за Бугарија. Замислете си да се здружат мисирковштината на господинот Крсте, сепаратизмот на неговото преосвештенство Теодосеј Гологанов и автономштината на Петар Попарсов. Соединувањето новој триаголник во Скопје би имал огромна штета за бугарштината во Македонија, ако не и трагедија. На 13 април 1909 година султанот организира контраудар. Состојбата во Македонија се влошува. Се покрвава станала пресметката меѓу разните струи на македонската ослободителна организација. Растат апетитите на соседите кон Македонија. Но младотурците од Солунскиот гарнизон, жандармеријата, албански доброволци и околу 1200 доброволци предводени од Јане Сандански, Христо Чернопеев, Тодор Паница, по 3-дневни битки кај Чатладжа ги поразиле силите на султанот. 2 недели подоцна Турското народно собрание го детронизира Абдул Хамид II, а на негово место го поставува брат му, Султан Мехмед V. Decision on the admission of 3 Balkan nations, Croatia, Albania, and Macedonia. The United States strongly supports inviting these nations to join NATO. These countries have walked the difficult path of reform and built thriving free societies. They are ready to contribute to NATO, and their citizens deserve the security that NATO brings. Големата надеж по еден век се остварува. Македонија, рамноправно со другите, ја гради својата иднина, иднината на обедината Европа и на светот. Во
Возот на обединувањето незапирливо ита. Дел од таа композиција е и Македонија. Патува со истата надеж со која пред 1 век свештеникот Ноков идеше кон Солун да го прослави хуриетот.